Дозволете ми да го искажам моето задоволство што денес сме повторно собрани за доделување на признанието успешни млади, кое се доделува за резултати постигнати во изминатата календарска година во областа на општествените науки, природно-математичките и техничките, хуманистичките и медицинските науки, на млади со значени достигнувања во уметничките и културните практики, како и во категориите млади, иноватори, таленти и успешни млади со попреченост. Годинава во две од категориите, каде што имаше изедначен квалитет, им доделуваме признание на двајца кандидати. Станува збор за категориите млади со значени достигнувања во уметничките и културните практики и успешни млади со попреченост. Заради навистина изедначената конкуренција, ќе беше неправедно да се одбере само еден кандидат. Во целина пристигнатите трудови и нивниот квалитет потврдуваат дека младите кај нас навистина поседуваат исклучителни таленти. Верувам дека за добитниците признанието ќе представува своевидна валоризација на нивниот труд и поттик да продолжат напорно да работат и да се развиваат во своите области. Исто така, се надевам и на иницирање на соработка помеѓу апликантите и добитниците на признанија и од иста и од различните категории, при што ќе се разменуваат идеи и иницираат мултидисциплинарни истражувања и проекти. Почитувани, дозволите ми во оваа прилика да изразам својата голема благодарност до членовите на комисијата на чело со претседателката, професор доктор Анета Цекич, кои се задолжени за изборот на носителите на признанијата. Имајќи предвид дека се работи за реномирани професори од универзитетите кај нас и во странство, експерти од своите области, кои имаат постојани ангажмани и особено исполнета агенда, нивниот несебичен придонес и мотивираноста со која учествуваат во проектот заслужуваат апсолутна почит. Изразувам благодарност и до членовите на мојот кабинет кои учествуваат во работата на комисијата или пак логистички ја помагаат. Откако минатата година воспоставивме критериуми и методологија за работа, несомнено сега и на комисијата и е полесно да ја заврши својата задача. Посакувам единствена потешкотија да им представува изборот помеѓу големиот број одлични кандидати. Драги пријатели, често истакнувам дека како мала земја со лимитирани ресурси, со не многу поволна географија, со економија во развој, со политички предизвици, наше најголемо богатство е човечкиот потенцијал и затоа не смееме така лесно да ги губиме нашите таленти. За успешните млади, секогаш мора да бидат отворени образовните, научните и културно-уметничките институции, стопанските субјекти, креативните индустрии. Да се трудиме секој во својот домен и во рамките на ингеренциите и можностите, да работиме на создавање на перспективи за младите и успешните поединци да останат и да ја градат својата кариера во Република Северна Македонија. Јас и моите соработници стоиме на располагање преку проекти и иницијативи да придонесеме за поддршка на успешните млади. На крајот, дозволете на сите добитници на ова признание да им честитам на успехот, ним и на сите оние кои учествуваа во конкурсот. На конкурсот им посакувам добро здравје, среќа и понатамошни професионални успеси. Благодарам.